дојде и денот кој долго време го чекавме. Ова е таа втора шанса да играме на Олимписките игри. Мислам дека од тој аспект апсолутно сме сите фокусирани на тоа, дали е тоа станува збор за членовите на управниот одбор, дали е стручниот штаб за играчите и неќам да зборам, мислам апсолутно по нив се гледа дека е тоа нешто што долго чекавме, што дојде времето, кога треба да се оди, треба да се игра, така да од тој аспект апсолутно мислам дека сме спремни да го направиме тој исчекор кој од сите нас се бара, се очекува и да се пласираме на Олимписките игри. После Европското првенство кое се случуваше во Краков, ние направивме една анализа околу тоа што можеме дополнително организацијски да допринесеме да некои работи се постават на еден подруг начин, да олесниме на самата репрезентација. И од тој аспект после деталната анализа беа донесени неколку заклучоци, а тоа беа дека секако ни треба еден спортски директор во репрезентацијата кој ќе биде максимално посветен околу играчите, околу целата репрезентација. Исто така проценивме дека во телот на физиотерапеутиката можеме да направиме еден исто плюс квалитетен исчекор. Тука донесовме кинотерапист со искуство, човек кој веќе работи со поголем дел од нашите репрезентативци и проценката беше дека ни треба и еден плюс исчекор во делот на спортската психологија, па така после, да кажам, одредено време и согледување на она што ни е на располагање, се одлучивме да донесеме професионален спортски психолог од Република Словенија. Со тоа сметаме дека што се однесува до стручниот штаб, веќе помалку или повеќе сме екипирани и дека во сите сегменти каде што мислевме дека можеме да имаме подобрувања, дека истите подобрувања ќе ги обезбедиме. Околу самото, значи, одење и останатите работи, мислам дека помалку или повеќе сте запознати, околу распоредите исто. Јас би сакал да кажам уште една работа, дека ние како управен одбор на Федерацијата смогнавме сили да заедно се организираме и да обезбедиме премија од 55.000 евра, која ќе биде наменета за нашата репрезентација доколку успеат да се квалификуваат на Олимписките игри. Ние сметаме дека таа премија од 55.000 евра ќе биде дополнителен мотив и е нешто што нашиот национален тим го заслужува за да се квалификуваме на Олимписките игри и да најпосле го видиме таму и Кирил Лазаров напред со македонското знаме и да Македонија не биде представена од 2-3 индивидуалци, туку на Олимпијада да отидеме во еден сериозен број и да покажеме дека како држава правиме еден исчекор напред во тој дел. Уште една сакам да кажам дека како председател на Федерација апелирам и барам од цела нација да застане зад нас, да се фокусираме на она што не чека во Гданск, одредени ситни конфликти да ги ставиме во втор план и дајте да направиме таа голема победа и значи да добиеме војната во Гданск, а не тука во Скопје да одредени работи се појавуваат кои мислам дека временски се тотално погрешно темпирани, а се што ви интересира сум апсолутно спремен да одговорам на било кој од тука присутните.